Берберо што го пресече уото на човека што го бричеше. Чита Александар Стадојков. Отишол еден човек да се бричит на бербер и пред да го зафати берберот да го бричи, му рекол: "Ќе те мола, мајсторе, со голем букајт да ме бричиш, да не би го задираш дестото уо, оти имам една раничка, што ако го задрнеш со рака до срце ме боли, ама толку многу што ме боли, што не се искажува. Као веќе кога да ме дупниш, така ме боли." Добро, друго што има уште да кажеш?" му рекол бербер на лутина. "Кажи да чујам, да после да те ваќам да те бричам." "Друго нема што да кажам, мајстори. Ете тоа, уото да не ми го задрдуваш, оти од мерата надовре ме боли, ете тоа." Многу серсен бил пустиот бербер, тики уште не беше го зафатил да го бричи, беше заврел од лутина и фатил да фучи со носот и да замавнува главата. Не се зел симнал капата, сипнувајќи капата го задрда со раката до уото и го доболело. "Мајсторе, полека, уото ми го задрда со раката, леле, уото ме доболе, мака ми падна од срце." Забадал главата берберо и фуктал со носо и му клал ласно одспреди за да му ја топи брадата, да после да го бричи. Топејќи им го, пак му го задрдо уото и пак му рекол: "И полека, џана, мајсторе, уото ми го задрдо, леле, до срце ме доболе." Уото, би 300 пати ќе ми кажува што ти те боли уото, му рекол. "Одеднаш кажувај, јас чуво ти те боли уото, не треба се едно да ми велиш што ти те болело уото." "Џанам, вистина не треба да ти велам," му рекол човек. "Туку ете кај, туку би го задрдуваш уото со раката, зато ти велам, да чиниш дикат, да не би го задрдуваш." "Доста ми кажа, доста, разбрав оти те боли," му рекол уште пода лутина и пода врекнато. Не се го заватил да го бричи, ама налутен веќе, како некој ифрит да беше се сторил. Уидело да го заколи со бричо кога го бричал под гуш. Го брикол од левата страна и го ватил да го бричи од десната, кај што го болело уото. Со прва тргнување бричо и го задрдал малце со раката за уото, без да сакал. "Мајсторе, полека, џана, уото пак ми го задрдо, до срце ме доболе, пусто да остане и кај се, најде и бричење. Па ми велиш, оти ти кажувам, толку пати ми се срдиш, бре, мајсторе, оти уото ме боли. Ми толку пати кај ти кажав и пак ти ми го задрдуваше. Треба да веруваш, бре, мајсторе, оти многу ме боли." Дури му зборувал човекот на берберо, го гледал напорки и му мислел како да му прави. Пресапил еднаш да го остави недобричен и да го истурка за раменици од дуќа надвор, ќе скршал глава грошо што ќе му го земел да го добричи, ќе пукнел од јад, оти да му вели уото. Најпосле беше му скројал еден ред и вртејќи главата, па го заватил да го бричи и па беше му го задрдал уото. Ама бајги многу, што од болештина дури со плач му рекол: "Бре, полека, уото, не задрдувај го, бре, мајсторе, бре. Чудна работа ќе бидеш ти што 10 пати кај ти реков да не би го задрдуваш уото и пак би го задрдаш, што срцето ми го изгоре од болештина." Тогај дури беше се налутил серсен Петко бербер од мерата надвор и туку го ватил пак да го добричи, едно го ватил со ревата рака за глава, пак уото беше му го задрдал и викнувајќи човек: "Уото би го изгоре", и берберо мавнал со бричо на уото, таму го пресекол и му рекол: "Доста, бре, ќерата, еден ми изеде со тоа пусто уото, мајсторе, ми изгоре уото. Нати го уото, бре, ќерата, еден, та да куртулисаш од веков песевенк." Спискал сиромајиот човек кога си го видел уото пресечено, се да трчале луѓе да гледаат што е таа пискотница. Едни го жалеа човеко, друзи се смеја да срцеблука од берберо. Аз ли ќелјам, човеко си остадал со едното уо и берберо без грошо, чунќе го истрка за раменици од дуќан надвор.